Јогата е вештина со долга историја, која потекнува од древните индиски текстови. Таа вклучува комбинација на физички вежби, техники за дишење, медитација и филозофски пристапи. А нејзина главна цел е постигнување баланс и хармонија помеѓу телото, умот и духот. Поради својата холистичка природа, јогата се смета за вештина која може да биде корисна за подобрување на општото здравје и добробит, па така генерално влијае на зајакнување на коските и мускулите, подобрување на рамнотежата, зголемување на флексибилноста, како и смирување на умот и добивање на чувство на мир. Нели Манчева е јога инструктор, потекнува од Бугарија, а животот и ги вкрстил патиштата со нашиот град, каде и живее веќе неколку години. Практиката на оваа вештина во Струмица, Манчева веле дека станува се повеќе актуелна помеѓу струмичани. Много голяма част от луѓето които доаѓаат на часове имат здравствени потреби и поради тази причина терат помош и спасение. Голем број на луѓе кои доаѓаат на часови првично имаат и некои здравствени потреби, па поради таа причина терат спас во јогата. Сум видела голем број на луѓе кај кои со редовно вежбање јогата им е помогнала. Особено, се повеќе гледам дека има многу луѓе со проблеми со кичмата, без разлика на тоа за која возраст станува збор. Јогата не е некакво чудо, па болките да исчезнат туку така. Трансформацијата бара време и оддаденост, како и секое нешто кои сме започнале да го правиме. Стануваме се подобри и телото ни станува се посилно и еластично и на тој начин делува добро и на здравјето. Ставаме се по-добри, телото ни става се по-силно, гъвкаво, еластично и по този начин делува добро на здравето. Јогата се смета полезна и за трудниците, со цел постигнување на хармонична бременост и подготовка за полесно природно породување, вели Манчева. Помага при одржување на физичката форма, намалување на напрегнатоста во телото и управувањето со стресот, што се важни аспекти за добро состојбата и на трудниците, секако најпрво со консултација со лекар или гинеколог. При трудниците хормоните са през цялата бременост варираат. Кај трудниците, хормоните варираат во текот на бременоста. Стресот и емоциите се секогаш повеќе потенцирани. Јогата делува полезно најмногу на мислите, а и самите вежби кои се од полесна варијанта и помагаат и при полесно породување. Верувам и дека можеби трудниците најмногу ја имаат потребата за практикување јога. Верувам, че да. Трудниците имат, може би, најголема така потреба од јога. Инструкторката Манчева со став дека како и во секоја дисциплина, клучот за успешно совладување на оваа вештина се константноста и упорноста и дека нема одредени предуслови за практикување на јогата. Потребна е само добрата волја.